клубот значи официјално постои од 2008 година, а за јавност е отворен од 2009 година. Така да од 2009 година наваму сите овие години во континуитет работиме и нижеме резултати успеси. Во Македонија има официјални признати од Агенција за спорт и млади од нашата федерација околу 30 кикбокс клубови. Нормално има и диви фантомски клубови кои што не се признати, али начално се 30 клубови. Кога за прв пат кикбокс влезе во Македонија? Кикбокс во Македонија првпат е донесен 90-тите години од страна на првиот претседател на кикбокс и Федерацијата на Македонија господин Љупчо Неделковски, кој што го има отворено првиот кикбоксинг клуб Скопје од Скопје во Автокоманда и од тогаш наваму значи кикбоксот е у континуитет сите овие години. Моментално значи бројката варира меѓу 40 и 50 дечки се, дел од нив се такмичари, дел од нив се рекреативци, али начално е од 40 до 50, од моментот значи од кога постои клубот од сега преку 500 регистрирани членови кои што пополниле пристапница и слично. Па добро, од многу причини, значи во минатото кога едноставно сакав да пробам некој спорт и највише публицитет имаше добиено и популарен филм со Ван Дам Крвав спорт од тоа време и така да базата и почетокот и мотивацијата беше првично тој филм и понатаму значи се разви љубовта за овој спорт. Која е најпогодна подруга да се почне да се тренира овој спорт? Па 6 до 7 години е више возраста кај што дечките почиња да го разбираат значи моделот на тренингот и полека може да се внесат во тренажниот процес и да бидат присутни во сала да нижат резултати во иднина нормално. Која е разликата меѓу кикбокс и бокс? Разликата е во неколку работи. Значи кикбоксот е комбинација од боксот, каратето, високите ножни техники, од таеквондото и другите боречки вештини, а боксот е само рачна техника. Така да во кикбоксот има поголем број на оружја, ако може да се каже, кои што едноставно ви даваат разноликост во техниките и слично. Колку треба да биде резултатите на класичните кикбоксери или тоа нема никаква? Нема некое значење, борбите и такмичењата кои се одвиваат се поделени во категории, тежински категории, така да секоја возраст, секоја висина и секоја дисциплина си има своји пристапници и едноставно нема значење некој посебно. Дали се во мажи тренираат кикбокс и дали се класифицира како машки спорт? Начално се рачуна за побрутален спорт, едноставно може не е за сечи очи, ама едноставно може видите во сала дека имаме голем број на девојчиња кои што го вежбат овој спорт, го сакаат, такмичат, работат, така да не може да се каже женски или машки, него комбинирано, сите заедно. Дали имате учествували на некакви надпревари или првенства? Па да, значи нашиот клуб е член на Кикбокс и Федерацијата на Македонија, каде што го прати календарот на надпревари, каде што имаме значи државни првенства, меѓународни такмичења и слично, така да сега во наредната недела имаме баш државно првенство на 25-ти, каде што планираме да настапиме со 10 на наши такмичари, така да очекуваме добри резултати таму. Кој е најдобриот класман што сте поминали кога такмичења? Па како клубско такмичење сме учествувале на многу меѓународни турнири, како што се Србија Опен, Бихач Опен, Тешање Опен и дел од нашите такмичари кои што се во позадината биле таму, имат освојувано медали. Начално сите такмичења се враќаме со медали, на државните првенства имаме по неколку државни прваци во категорија, така да едноставно сме присутни во гледаме да попуниме целокупната агенда кај што има некои такмичења на надпревари. Колку тренинг имате неделно? Пошто јас како тренер на овој клуб, паралелно водам уште еден клуб, тој што зборев претходно, значи првиот кикбоксинг клуб Скопје од Скопје и ни се фаќа секој ден да имаме тренинзи, така да од понеделник до сабота сме во сала присутни по 3-4 сата на ден и уште толку текот на денот мислиме на спортот, така да некој 60-70% денот ни поминува на спортот. Колку трае еден prosečan тренинг? Просечен рекреативен тренинг трае од сат и 15 до час и половина, значи. Наредни активности на клубот? Државното првенство на 25-ти кој што одржи во Драчево, организација на Кикбокс и Федерацијата на Македонија. Тоа е следно за кое се припремаме. После тоа имаме во септември имаме европско првенство, значи кое под покровителството на Светската федерација и ќе гледаме ако имаме опција дел од дечките ако влезат во категорија на репрезентација да дел од нив настапат и таму. Колку време сте тренери, кои се вашите почитоци за кикбоксот? Тренер сум, значи
моментот кога почина првиот претседател на Македонската кикбокс федерација, господин Ѓупчо Неделковски, кикбокси клубот Скопје од Скопје, кој што ми е матичен клуб, остана под моја надлежност. Ја го водам од тој момент и едноставно од тогаш до сега го имам отворено паралелно и овој клуб. Почетоците ми се во кикбокси клубот Скопје Скопје некоја 99-та, 98-та, 99-та година, така да претходно имам долги години бокс и карате вежбано, така да буквално цел живот во спорт. Дали сакате рекреативно да се бавите со овој спорт или влековте баш онака професионално? Па видете вака, значи во минатото бев и такмичар, последна борба ми беше 2013 во Тајланд, таму буквално опроштен меч направив. Претходно еден куп борби, значи нема ринг кај што не сме били и не сме учествувале, така да до тој момент професионално од сега натаму како тренер и ги водам дечките. Дали има посебен вид на исхрана според која се поддржуваат тој боксерите? Па нормално дека има, начално пред големите првенства се припазува на дел околу исхраната, каде што едноставно треба да биде полесна исхрана за претакмичењата, паралелно има програма сега малку поспецифично и комплексно, ако почнеме да објаснуваме цел тренинг ќе отиде, така да има, начално има, да. Дали имате нешто да кажете што не го прашавме, а да споделите со поширока да ја? Па едноставно можам да кажам дека луѓето треба да го пробат кикбоксот од многу причини, значи прво ќе ги направи многу стрехни, после ќе видат дека не е дека од секој удар примен во овој спорт може да се повреди или да се умре, едноставно ќе научат да го сакат овој спорт, едноставно ќе ги изгради како личности, како перфектно изградени личности, едноставно треба да се проба овој спорт.